Тогаш мораше да се измисли приказна зашто се изгубија изборите. Господинот Мицко рече дека ќе поднесе оставка ако не формира влада. Не поднесе оставка и понатаму знаеме што се случуваше, меѓутоа мораше да се свртува вниманието дека они имале повеќе, ови имале помалку, дека имало акробации и така натаму. Ако се трнат гласовите на БЕС и мандатите, ВМРО победил на изборите. Нели тоа беше официјалната приказка тоа беше или наративот. Наративот пред да. членството. Да. Всушност они ги изгубија изборите и не направија власт. И 6 он години... излажа. Постојат изјави, може да се најдат. Излажа дека ќе даде оставка, не даде оставка и тогаш почнува тој еден период на една жестока одмазда кон мене. Ја мислам дека две емисии кои што овдека ги правиме тогаш, они ги сметаат исто така за важни за Не тош направив проблематичниот резултат. И пред изборите и по изборите. Кој реков јас, дајте да не го лажеме членството, заев победи. Близо 400.000, втората беше некаде околу 200.000 прегледи. Да. Да и постојат кај тебе, се на канал. На каналот. И практично тогаш почнува таа одмазда кон мене. Па еден физички напад. Кој што кулминира наредната година со 2 физички напади. Да. Добро, зошто? Например, господинот Мицко го... Зашто има истрага, а обвинителството не ја завршува, ја држи отворена истрагата. Против непознат сторител. Кој што се најверојатно полицајци.